Адвокатскиот тим на Милеана Киевски, но и дел од експертската јавност сметаат дека екс-министерот за транспорт не требаше да биде спроведен во затвор да отслужува казна, која е помала од притворот кој досега му беше одредуван. Тврдат дека нема никакви законски пречки да му се направи спојување на притворите од повеќе предмети, кои што ги имаа на Киевски, дека судот се уште има можност да ја приначи одлуката. Сметам дека судот и понатаму има можност да засмета издржаниот дел и со тоа да оние предмети во кои е определена мерката притвор да оправдаат. Зошто имаше потреба тогаш да се определува мерка притвор на господинот Милејан Киевски во 4 или 5 предмети? Тоа ако не може да се спојува. Што со тие предмети? Инаку на Киевски вчера беше спроведен да отслужи казна од 3,5 години, а веќе во притвор има издржано 4,5 години, односно година повеќе од она што е правосилно осуден. Поради ова одбраната бара тој да излезе од Идризово и досегашниот период поминат во затворски и куќен притвор, да му биде засметан во казната што е законски предвидено. Дека на Киевски не требаше да заврши во Идризово по правосилноста на оваа пресуда, смета универзитетскиот професор по кривично право Гордан Калајџиев. Смета дека оние кои велат дека не било тоа законски предвидено биле ограничени правници. Нема вистинска пречка притворите од различни постапки на осудениот да му се засметаат во правосилна казна. Повеќето ограничени правници ќе тврдат дека тоа не е предвидено во закон. Законите се пишуваат по предпоставка еден обвинет, една постапка. Ако случајот е комплексен, еден обвинет, 10 постапки, решенијата ги бараме во правните принципи. Миланов вели дека веќе поднели барање до Врховниот суд итно да се преиспита оваа пресуда, бидејќи вели дека не можела да обстои. Веќе е поднесено барање до Врховниот суд за вонредно преиспитување на оваа пресуда, со оглед да таа пресуда сметам дека има толку недостатоци поради кои не би можела да опстане, и тоа е основ да и овој суд, но и Врховниот суд може да определи прекин поради самата постапка со поднесување на вонредниот правен лек. За случајот Титаник, Милејана Киевски од апелација доби правосилна пресуда од 3,5 години, откако претходно првостепено беше осуден на 4 години и 6 месеци. За овој случај условни казни добија Гордана Јанкуловска, Мартин Протуѓер и Мунир Пепиќ.